Одредби е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд. Објавуваме анализа на правните опции. Владата не кажува кој се пријавил на големиот оглас за директори на државните институции. Дилема е и зошто на некои од огласените места кои во поделбата и припаднале на ДУИ повторно се назначени само ВД-а. Лекови на рецепт има само во првите неколку денови од месецот. Секој со оправдање исполнета е квотата, а за пари може да се купи. Бројот на реализирани рецепти за 10 години е зголемен во сличен сооднос како и буџетот за лекови. Што значи ова? Дека во рок од 10 години за иста популација трошиме двојно повеќе лекови, стануваме поболна нација? Мислам дека тука има длабоки системски недостатоци. Зошто законот од една страна предвидува донирање, а од друга оневозможува за пленетата стока да дојде до оние на кои им е потребна? Надлежна за организирање на аукции и лицитации е Агенцијата за управување со одземен имот. Причината што овие складишта се полнат со мотори, шпорети, прашоци за перење, купишта облека, е што агенцијата најчесто не може брзо да ги продаде или донира. Не би рекол кочење, меѓутоа судскиот процес трае подолго. Кој кому се попречил овде? Кај да го заобиколам, на жардинерата овде? Или да го туркам да го испрлам од таму? Одмав на сојаката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. Силувањето беше обострано. Нова саботажа. Со овие најавени содржини се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Лекови на рецепт може да се најдат само во првите неколку дена од месецот. Вообичаеното објаснување што се добива во аптеките е дека ја потрошиле државната квота. Во петокот Фондот за здравствено осигурување објави дека го зголемува буџетот за лекови на позитивната листа за 250.000 евра само за тековниот месец или за 1.600.000 евра за остатокот од 2018 година. Но дали проблемот е во сумата што ја издвојува државата за оваа намена? Анализата на системот открива дека аптеките се заинтересирани за трошење на квотата за поевтини лекови, зашто така реализираат поголем број рецепти, што им носи поголем надоместок од државата. Еве до какви други сознанија дојде Зоран Јовановски за ова прашање што тангира огромен дел од граѓаните. Да се најде потребниот лек на рецепт е вистинска реткост. Пациентите излегуваат од аптеките со терапија, но не на државна, туку на своја сметка. Секој со оправдање исполнета е квотата, а за пари може да се купи. Џабе рецепти, џабе све. 1600 денари ги платим на приватно. Они ми даваат рецепта, идам да ги земам во аптека, ми вика ги нема во Македонија или у Србија или Бугарија. Кога е пополнета претежно квотата, а кога веќе човек има потреба за своето здравје, ќе ги купи и приватно. Но тоа не може да си го дозволат сите, па започнуваат потрага по лекови на рецепт низ целиот град. Еве ја од Драчево до тука, два ги најдов да ги земам. Од Драчево доаѓа. Па треба да ги има цел месец. Не може да трчаат луѓе, јас ги земам, например, мајка ми е стара, 90 години. Што да правам, морам да трчам да земам лекови. Лекови на рецепт има само во првите неколку денови од месецот, а проблемот воопшто не е нов. Па обично е, сега мајка ми зима пензија, 6-7 више во некои апотеки ги нема сите лекови на рецепти. Па така, иако цел живот уплаќаат во здравствениот фонд, пациентите не го добиваат она што им го ветува државата. Страдаат оние кои што во моментот им се потребни, им се неопходни тие лекови. Одговорните треба да ни кажат зашто е тоа така. Во 2006 година фондот одвоил околу 20 милиони евра за лекови од позитивната листа, а минатата 2017 дури 45 милиони евра. Овие пари државата ги распределува во форма на квоти на околу 780 аптеки, кои имаат склучено договор со фондот. Бројот на реализирани рецепти за 10 години е зголемен во сличен сооднос како и буџетот за лекови, од 10,3 милиони рецепти во 2008 на 23 милиони во 2017 година.
Што значи ова? Дека во рок од 10 години за иста популација трошиме двојно повеќе лекови, стануваме поболна нација? Мислам дека тука има длабоки системски недостатоци и проблеми. Самите спроведовме мини истражување. Направивме листа со лекови за кои пациентите се жалат дека ги нема на рецепт и тргнавме во проверка по аптеките во Скопје. Добар ден. Имам неколку лекови на рецепт што одат, ама дали ги имате ми кажете? Кажете. Ирсофалк. Не. Фостер. Спреј. Спирива. Спреј. Салофалк. Не. Заласта. Заласта од 10 само имаме моментално. А панцев антибиотик? Има едно кутевче. И синетра. Има. А зошто други ве ги немате? Ретко ги добиваме и по мала количина и се трошат од. Значи први, втори, трети тука да поминам ќе го имате. Први. Само први. Ништо. Зошто? Зашто не добивме овие? Пустак немам веќе 2 месеци ги добиен од спреевите и спирива исто. А каде да ги најдам? Кога ќе ги добиете? Па можно е први да проверите. Имам неколку лекови. Мислам дека одат на рецепт, ама може ми кажете дали ги имате? Ништо баш ништо е тоа. Ниту еден од лекови ги немате? А зошто? Немаме, а и квотата веќе не е при крај, така да. Значи само панцев го имате? Да, само панцев. А зошто други ги немате на рецепт? Пратени се помали количини, тие се потрошени и не знам дали ќе ни прават така. А и при крај сме со фудова. А до први, втори, трети во месецот можам да ги најдам? Па овие спреувите на први колку 2-3 ни пратија и веднаш се издадоа. Баш на први после веќе нема. Овие 2-3 месеца баш нема. Мислам многу мали количини и се троши. Оваа проверка ја направивме на 9 во месецот и најдовме 2 од 6 лека на нашата листа. Директорот на Фондот за здравство Ден Дончев, кој 5 месеци е начело на оваа институција, не може да даде конкретен одговор зошто толку брзо снемува лекови на рецепт. За голем проблем го смета немањето увид што и колку препишуваат матичните лекари и што и колку издаваат аптеките. Решението вели дека е во воспоставување нов електронски систем во здравството. Квотата сама по себе си е признание од фондот, од државата, дека немаме начин како да сме сигурни дека тоа што граѓаните го трошат е целосно веродостојно и затоа ќе ставиме горна граница. Во развиени земји знаете дека системот на квоти воопшто не постои, бидејќи имат целосна информатичка контрола и преглед врз издадените рецепти и потрошувачката. Ако ние успееме да поставиме еден електронски систем, односно електронска здравствена база на податоци за секој поединечен пациент, поврзана со матичните лекари, поврзана со специјалистите, поврзана со сите аптеки, односно мрежата на аптеки, тогаш ќе имаме секојдневен реал-тайм преглед во потрошувачката и тогаш ќе го имаме можноста да одлучиме дали воопшто е потребен систем на квоти, како што не е потребен многу развиени, речиси во сите развиени системи. За слабост во сегашниот систем ја смета формулата според која фондот, освен што ја покрива цената на одреден лек од позитивната листа, им исплаќа на аптеките надоместок за секој поединечно реализиран рецепт. Дополнителниот надоместок варира од најмалку 12 до најмногу 200 денари по рецепт, во зависност од цената на лекот. 12 денари по рецепт се исплаќа за лекови со нето цена до 150 денари. 100 денари по рецепт е надоместокот за лекови што чинат меѓу 1000 и 3000 денари. 200 денари е надоместокот за лекови над 7000 денари. Овој пристап сам по себе ги стимулира аптеките да ја трошат државната квота за поевтини лекови, со цел да реализираат што повеќе рецепти и така да добијат што поголем вкупен надоместок од фондот. Еве зошто.
За реализиран рецепт со лек на позитивната листа, што чини 7001 денар, аптеката ќе добие 200 денари на доместок. Ако истата сума од 7001 денар, аптеката ја потроши за лек што чини 140 денари, ќе може да реализира дури 50 рецепти и за секој од нив да добие по 12 денари на доместок. 50 рецепти по 12 денари се 600 денари, или 3 пати повеќе ако истата сума од 7001 денар ја потроши за само еден лек, односно еден рецепт. Преку 13% од издадените годишни рецепти и реализирани рецепти од 23 милиона одат само на 2 леко. Диазепам и Еналаприл. Тие се нисковредностни лекови, значи ефтини се да се набавуваат, меѓутоа поради начинот на кој фондот ги надоместува аптеките, бидејќи секој поединечен рецепт има надоместок кој фондот го плаќа кон аптеките, на еден начин аптеките се стимулирани да издават што поголем број на нисковредности рецепти со цел да ја максимизират нивните приходи кои генерираат од фондот. Во фармацевската комора признаваат дека сегашниот систем ги тера аптеките да одат на максимизација на бројот на рецепти во рамките на утврдената квота. Главното прашање тука е зошто некој би работел против себе? Зошто некоја аптека би работела на тоа, некој фармацевт би работел на тоа да издава помалку рецепти за да може да земе помалку средства? Ангеловска вели дека аптеките би се труделе да му заштедат на фондот ако за тоа имаат друг тип финансиска стимулација. Например, месечна субвенција чиј износ би зависел од тоа колку рационално една аптека ја троши квотата. Големо стимулирање на рационалното пропишување и рационалното издавање на лековите. Голема соработка меѓу лекарите и фармацевтите. Тоа мора да се стимулира. Луѓето покрај оној интерес професионален, мора да имаат и некаков материјален интерес. Мора да се стимулира тоа, затоа што ќе дојдеме во една апсурдна состојба, кога луѓето ќе имаат дома повеќе лекови колку што има во аптеките. Доктор Лилија Чолакова Дервишова од Сдруженијето на приватни лекари сведочи дека на почетокот на месецот е врвулица кај матичните доктори. Хронично болните сакаат навреме да обезбедат рецепти, зашто се плашат дека потоа ќе им ја снема терапијата во аптеките. Но тврди дека нема злоупотреби. Има многу ретко случаи некој ако заминува за странство па да си подигне порано да побара терапија, но ниеден матичен доктор не би направил препишување дупло или многу повеќе пати, заради тоа што ние имаме квоти, имаме буџети, таков е нашиот договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и не верувам дека ќе се доведе во ситуација да биде казнет, да биде санкциониран и да удоволува барање на одредени пациенти кои што не му требаат за неговото здравје. Еве што Дервишова предлага како решение. Да се смени нешто во целиот тој бизнис на фармација кој што е во нашата држава, да биде таблетките да бидат на парче. Тоа сме го барале многу одамна, заради тоа што кај нас аптекарите или фармацевските професионалци се платени по рецепта. И тука има, да речеме, сигурно еден даден момент каде што проблемот нели по број на рецепти, колку се препишува, па така е платена одредена аптека. Но кога би било точно по број на секој пациент, што му следува, месечна терапија, во државата да не се даваат скатули, туку да се даваат одреден број на таблетки, точно избројани за таа болест тој месец толку, како што е во некои европски земји, мислам дека не би требало да има, тогаш секој ќе може да го планира рационално и набавувањето и препишувањето на оваа терапија. Експертите кои ги консултиравме гледаат проблеми во висината на буџетот за лекови на позитивната листа. Велат дека искористеноста на квотата до 80% е индикатор за тоа дека буџетот е на задоволително ниво. Но кога процентот оди над 90, како во 2015 кога се потрошени 94% од предвидениот буџет за лекови, или во 2016 кога се стигнало до 99%, тогаш тоа е аларм дека сумата треба да се зголеми. Токму ова се случи во петокот, кога фондот објави итно зголемување на квотата за март за околу 250.000 евра и на годишно ниво за околу 1.600.000 евра. Иако директорот Дончев смета дека главниот проблем не е во висината на буџетот.
Не може да стане збор за тоа дали квотата е доволна или не е доволна, бидејќи континуирано е била зголемена претходните 10 години во степен кај што е дуплирана и во износ, во износ, паричен износ и во број на издадени рецепти, и покрај тоа очигледно има одредени пропусти. Електронскиот систем што го најавува Дончев одамна функционира во развиените земји како Австралија, каде долго време и самиот живеел. Ни покажа како изгледа веб страницата на која може да го погледне сопственото здравствено досие. Рече дека за воведување ваков систем кај нас би биле потребни неколку години. База на податци на секој поединец, во кој податци може да влесат клиниките, така универзитетски клиники, болници, outpatient, матишни и фармации. И све е поврзано со твоето досие. Всушност, оваа реформа во Македонија започна и запре со издавањето електронски здравствени картички, кои наместо да се надоградуваат до сеопфатен електронски систем, останаа да се користат само за идентификација на пациентите пред здравствените институции. Па дури ни за тоа. Наред, уште една